Европа на Штип му врати 23 ромски семејства баратели на азил. Нивната бројка до декември се очекува да биде многу поголема. Во моментот е секој ден поразличен, затоа што секој ден имаме повеќе повратници. Во моментот бројката е околу 23 семејства кои се идентификувани од нашиот мобилен тим кој работи лично на терен. Инаку бројката очекуваме да биде се поголема до крајот на оваа година. Овие семејства се така наречени економски баратели на азил, нешто што во Европа не се признава. Тие сега повторно се соочуваат со старите проблеми на немање работа, пари, екзистенцијална неизвестност, што нивната реинтеграција во општеството ја прави многу тешка. Тамо е супер, овде не вали. Како прво не гледаат како луѓе овде. Како роми не ценат. Наредна ситуација, перспективата не е таа што е тамо и тука. Имав работа и тука, возев такси, али сега ми е блокирана сметката со 130.000 денара. 26 месеца бев, близу бремен. Работа има колку сакаш, али не сметаат како безбедна земја, не ли дозволуваат уште. Во нивната реинтеграција се вклучија и невладините организации кои забележале проблеми во речиси секоја сфера, во која ромите треба да се вклучат одново. Ја опфаќаме нивната реинтеграција како еден од големите проблеми кои што се појавуваат овој период, особено по оние засилени бранови бегалци кои што одат од нашата земја во западните земји. Недостасуваат услуги и во 5 сфери, односно во социјалната сфера, во здравствената сфера, од правниот аспект исто така тука се проблемите. Тука се проблемите и од образовната сфера. Овие заклучоци беа дел од денешната трибина наречена Лице в лице со повратниците, на која уметници преку постери ја покажаа суштината на оваа проблематика.